Благодаря, председателе. Ќе бидам што е можно пократок. Согласно член 42 от Закона за локална самоуправа, согласно член 115 от Статут на Општина Гевгелија, согласно член 130 от Деловникот на Општина Гевгелија, работата на Советот е јавна, доколку таа не се исклучи. Исклучување на седница, на јавност со седница се прави конкретно за одредена седница со двотретинско мнозинство. Значи во сите други случаи нема ништо тајно во работата на советите и неговите комисии. Дополнително, ние сите во нашите предизборни програми барем десетина пати го имаме спомнато зборот транспарентност. Дополнително, во една парламентарна демократија, каква што се лажеме дека сме, највисок орган е парламентот. Кај нас седниците на парламентот одат во живо, дури со закон е предвидено да постои посебна телевизија за таа работа, ама кај нас седниците на Советот на Општина Гевгелија не одат во живо. Дополнително, советите на општини кои се по број на жители 5,5 пати помали од нас и кои што имаат на пола од нашиот, кои сонуваат да имаат половина од нашиот буџет, веќе вршат пренос на своите седници. Пред месец и пол, на 28 декември, се направија 77 години од второто заседание на АСНО. Зошто го спомнувам ова? Затоа што на седницата на второто заседание на АСНО пред 77 години е емитувана директно од Радио Скопје, а еве ние во 2020 година уште немаме емитување уживо на седниците на Совет на Општина Гевгелија. Мене од овие податоци ме фаќа малку срам, а ние гордо знаеме да си кажеме дека Гевгелија е порта кон Европа. И затоа предлагам оваа одлука да ја освоиме. Како предлагач по деловник имам обврска да наведам дали има импликации секоја предлог одлука која што се предлага, и јас си го завршив домашното. Значи има опција да нема дополнителни импликации по буџет изгласувањето на оваа точка, затоа што разговарав, се информирав со куќата, телевизиската куќа, која што сега ни врши преноси, која што сега ни ги снима седниците. Дополнителна опрема нема да купуваат, ако евентуално со нив се склучи договор по евентуално изгласување на оваа точка. Интернет што им треба, тука веќе го има во оваа сала, општината веќе плаќа, така да постои опција, без да се оптеретува буџетот, доколку би ја изгласале оваа одлука, тоа да се направи без импликации по буџетот.